Здраво, ова е 127-то издание на Видеологија со Златко Јелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збирна први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е And Then We Danced на Леван Акин, во кој станува збор за страствена coming of age приказна за конзервативна средина на модерното Тбилиси, кај што се запознаваме со централниот лик Мераб, глумен од Леван Гелбакијани, компетитивен танчер кој тренира со години со својата партнерка Маријам, глумена од Ана Јавакишвили, со надеж дека ќе стане дел од грузискиот национален ансамбл. Меѓутоа, по доаѓањето на танчерот Иракли, глумен од Бачи Вилишвили, танчер со непокорен и бунтовен дух, кој поседува одлична форма и техника, ќе развие не само ривалство меѓу него и Мераб, туку и ќе се роди љубовен пламен, менувајќи му го животот на Мераб, водејќи го до пат на себе откривање и ослободување. Многу елементи функционираат во полза на овој грузиски филм, во кој што уште од архивските снимки на почетокот можеме да забележиме дека фолклорниот мелос и националниот бит е начнато дека ќе биде константа до крајот на делото, но исто така оваа традиција сведочи за еден слеп, конзервативен поглед од страна на околината, во која е израснат Мераб, која во 21. век е рестриктивна во поглед на неговата сексуална определба. Покрај поигрувањето со символиката во конфликтот помеѓу професионалната амбиција и лимитирањата на средината, се вгнездуваат coming of age елементите, овековачувајќи една борба за потрага на сопствениот идентитет, среќа и исполнение, односно една потрага по себеспознание со цел да може индивидуата да застане на своји нозе и да го пронајде своето место во општеството. Причината поради која многу малку модерни LGBT филмови оработувам во видеологија е поради тоа што многу често ги узурпираат тропите на самиот жанр, без да додадат некаков уникатен и својствен придонес, а тоа најчесто се однесува на американските филмови за летна хомосексуална авантура која отвора прашања кај ликот во последниот кадар на недовршениот филм. And Then We Danced не заглавува во таа редундантна стапица, не само поради грузиската продукција и фолклорните прерогативи, туку умее да изгради љубовен филм, исполнет со страст и разочарување, кој е целовит и содржи една прекрасна визуелна катарза, изразена преку танцот, која нема да ја погледнете во друг неинспиративен, подпросечен LGBT филм. Затоа сметам дека ова дело е поблиску до Moonlight, Blue is the Warmest Color и BPM, отколку до Call Me By Your Name, Love Simon, Princess Seed, Alex Strangelove, The Miseducation of Cameron Post, Paths, Boy Erased, The Ornithologist и многу други. Мераб уште во првиот кадар добива опомена од својот учител за дефицитот на мажественост во неговиот галантен танц, што се коси со конзервативните погледи на традиционалниот танц, кој треба да го отсликува духот на народот, а не да биде перфекција на движењата. Меѓутоа, Мераб во последниот танц, откако ќе преживее љубовната болка и ја канализира во перформансот, комплетно ќе ги занемари постулатите на закоравените погледи на домашното оро и негов императив ќе биде да игра со срце и душа, дозволувајќи неговиот чекор експресивно да ја искаже емоционалната болка која ја крие. Од озборувањето на танчерките дознаваме дека местото кое се ослободило во националниот ансамбл е поради бркањето на геј танчерот од играорното друштво, што само го продлабочува јазот помеѓу Мераб и неговата професионална цел. Често се повторува клаузулата дека нема иднина во Грузија, а со оглед на тоа што сите членови од фамилијата на Мераб биле професионални танчери и денес живеат мизерно, говори за перспективата на Мераб. Тој е момче кој работи во ресторан во слободното време како келнер, се обидува финансиски да придонесе во домот во кој живее со мајката, бабата и неодговорниот брат, кој е антитеза на него, потпирајќи се на криминал. Неговиот татко работи на пазар и му потенцира дека за да се биде најдобар танчер, треба 24/7 да се тренира, обидувајќи се да го обесхрабри да ги следи неговите сни. Маријам пак го
идолизира животот во Лондон и станува наблюдувач од внатрешноста на филмот, кој е сведок на ослободувањето на Мераб. Забранетата љубов еруптира во средиштето на филмот за време на една забава во викендица. Мераб исто така се препушта на ноќниот живот, што го прави невнимателен на пробите, стекнувајќи се со повреда. Одвратен е третманот на зборот педер, кој секојаш во филмот е искористен во навредлив, пежоративен контекст, а потиснувањето на хомосексуалноста од хомофобијата оди до тој степен што се женат мажите кои се геј, хетеромажите кои се женат за излез од бедата, меѓутоа повеќе од потребно е да се прозборува за оваа проблематика со помош на филмскиот јазик, наместо да се третира како табу тема или пак да се анатемизира. За прв пат за режисерот Леван Акин слушнав по филмот Certain People од 2011 година, но не му обрна внимание, за потоа да го погледнам неговиот скандинавски хорор филм Циркел, и од неговите филмови можам да заклучам дека милува да разработува coming of age теми, без разлика дали се во рамки на ликови на крстопат во 30-тите, девојки во надприроден хорор филм или па во квир филм. Кинематограферката Лисаби Фридел флуидно ги снима на рака танцовите дуети, со што се доловува енергијата која се еманира во нив, но овој принцип на снимање го користи и во диалошката форма, за да внесе динамика и натурализам на визуелен план. Одлични се долгите кадри на свадбата во кои се прати Мераб во чекор низ просториите, уловувајќи ја неговата радост која се преточува во тага. Кинематограферката се соочи со проблематиката на coming of age филмот уште во Stupid Young Heart. Наменска е употребата на флуоресцентните бои во ноќниот живот, наспроти сиромаштијата на дневното светло, кое вешто го манипулира кога сака неговите одблесоци да ги протне насреде танцот директорката на фотографија. Не сум запознаен со длабинското значење на мажествениот танц кинтоури и сите негови варијации, но во филмот јасно е потребен за да ја прикаже страста помеѓу машките танчери и ослободителноста во лебедовиот танц на Мераб, што иницијално не е неговата традиционална намена, иако филмот нема компонирана музика која делува во творбата, затоа што филмот се потпира на Slice of Life пристапот, има избор на саундтрак кој ги изразува поривите на ликовите. Додека Шведска го прогласи филмот за нејзин представник на изборот за интернационален Оскар, во Грузија настана контроверзна ситуација во поглед на промоцијата на филмот, кај што конфликтот меѓу фундаменталниот традиционализам и хомосексуалноста се преслика во судир и во реалност. Имено националистичките партии и црквата го осудија филмот уште пред премиерата и на секој начин се обидуваа да го спречат неговото прикажување, па на неговата премиера ангажирана беше полицијата да ја спречи револтираната толпа на луѓе со предрасуди да влезе во киносалите. Режисерот даде изјава дека никој не смее да го попречи правото на гледачот да го погледне филмот, но ова е уште еден случај во кој на дело се покажува дека во конзервативните земји народот не е дораснат да се соочи со предизвиците да погледне надвор од комфорт зоната и да согледа дека колку и да сме различни, сите ги посакуваме истите нешта, да бидеме среќни и сакани. Додека се снимал филмот, екипата добивала закани по живот и балетски друштва одбивале да соработуваат со нив, изјавувајќи дека нема хомосексуалци во Грузија. Колку и да е јалов патот за комплетирање на филмот е екземплар дека филмската уметност се уште има моќ да влијае врз аудиториумот. Филмот имаше својата меѓународна премиера на Directors Fortnight на Канскиот фестивал, а потоа се прикажа во Хелсинки, Цирих, Лондон, EFI и овогодинашниот Санденс, освојувајќи награди на фестивалите во Одеса, Чикаго и во Сараево, конкретно за главна машка улога. На актерот Леван му престои голема тежина да се носи со дуализмот на улога, кој што не само што треба да ги покаже своите танцови вештини, туку и да ги изрази иманентните нагони со минускулни гестикулации и молчеливо прикривајќи ги поривите на ликот пред останатите, но мелодрамата и препознатливите романтични тропи одземаат од квалитетот и неизвестноста на делото, кое се искупува на големо со последниот танц. And Then We Danced е еден од поквалитетните LGBT филмови кои сум ги погледнал оваа година, затоа што тропите и конвенциите на квир филмот се применети во судирот на грузиското конзервативно општество помеѓу традиционалниот танц и потрагата по сопствениот идентитет на хомосексуалецот во осудувачка средина. Бурни емоции преточени во танц, танц преточен во ослободување.
Ако морам да го евалуирам, тогаш Endemly Danced од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 127-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!